Добар ден, криптоентузијасти од екстремно топлата Малта. Прво, нормално веќе го направивме видеото со Криптофил, станува збор за подкастот, каде што зборуваме за три доста битни теми, а тоа е Ethereum Spot ETF, нормално неговата главна професија, што уствари е yield mining. Истиот се занимава и со small cap gem hunting, односно бара нови проекти кои што има мал market cap, а со тоа и доста голем потенцијал нормално, како и инвестиции од типот на VC во проекти кои што се уште не се испаднати на пазар. Така да погледнете во попладените часови, верувам дека ќе ви се допадне. Но за утрешниот ден веќе спремаме следно видео, кое што знаете сами беше веќе изгласано од ваша страна. За жал оваа недела немав доволно време, така да продолжувам со она што го гласавме од претходната, а двете преостанати видеа ни се нормално вести за економија и биткоин, како и техничка анализа кои што ќе ги добиете во текот на оваа недела, почнувајќи со вести за економија и биткоин во текот на утрешниот ден. Сега на интересна работа која што сакам на кратко да ја спомнам е едукација. Гледам дека е доста поценета, за жал, но е доста битна. Зошто го велам ова? Кога некој пред 20 на години би ми рекол дека не е возможна едукација, нема од каде би го разбрал, така. Значи станува збор за период каде што се уште немавме ниту интернет. Оние кои што живееле во тој период знаат за што зборувам. Станува збор за онаа општа блокада каде што поголемиот дел од информациите може да ги добиете, не знам, потенцијално преку медиуми, без разлика дали е телевизија, радио, весник или пак некоја книга да го сте прочитале, додека во денешно време, за разлика од пред 20 години, значи имате search engine, имате интернет, имате еден куп места каде што може да добиете многу најразлични информации. Зошто е ова битно? Значи не само да го забораваме фактот дека до пред некое време не постоеше македонска едукација, така. Значи не постоеше ниту англиска, така, како што кажав. Значи иако 20 години можеби не е баш вчера, но станува збор за период кој што е релативно нов, каде што навистина е многу тешко да се добијат овие информации. Како е ова поврзано со едукацијата? Зборувам за било каков тип на едукација, но нормално на нашиот канал највеќе не интересира едукацијата за финансии, економија, а нормално и за крипто. Со оглед на фактот дека пред 20 години крипто и не постоеше, сепак можеме да разговараме за финансии и економија, така. Сега, интересна работа кога пред 20 години, например, би земали исто така уште еден интересен податок е фактот дека пред 20 години исто така почнува со работа и златниот спот ETF, така. Значи, доста добра корелација е затоа што 20 години подоцна веќе се е променето, така. Сега, златниот спот ETF, кој што почнал во 2004 година, точно пред 20 години, значи бил достапен само на одредена група на луѓе, така. Како што дотогаш било достапно и инвестирањето во майнинг компании за злато, купувањето на поголемиот дел од златото, значи за жал не е секојдневно. Се разбираме, може да купите некоја мала количина, но не и поголема количина, без разлика дали станува збор за злато, за акции во компании кои што мајнаат злато или пак за инвестирање директно во спот ETF. Зошто е сега ова толку битно? Значи, тоа ви покажува дека допред само 20 години и наназад уште 300 години, единствено луѓе кои што можеле да инвестираат во овие светски, да речам, трендови, компании, така, кои што ги имале знаењата за економија и финансии, кои што можеле да инвестираат во најголемите светски економии, тоа можеле да го направат само оние кои што се наоѓаат на самото место, како што е например во ситуација во Wall Street, така, затоа што барем во последниве 100 години знаеме дека Америка и понатаму представува финансиски центар на светот. Се уште. Но тоа не го менува фактот дека на луѓе како нас, без разлика дали сме од Македонија, Србија, било која земја на Балканот, па дури и пошироко во Европа, е многу тешко, а посебно за Балканот, и невозможно ниту да инвестираме, ниту да се едуцираме за тоа што го прават овие луѓе на запад, така. Затоа го земав и златниот спот ETF како прост пример. Значи 2004 година кога истиот испаднал, така, бил достапен на луѓето на Wall Street, така, луѓето кои што можеле да инвестираат во оваа ситуација на Nasdaq, така, на Њујоршката берза, на Чикашката берза, значи дека вие сте морале да бидете таму за да можете да купите. Не постоеле онлайн портали, дури и да постоеле само за ограничена количина на во оваа ситуација на граѓани на Америка, да речеме, или пак на некои побогати земји. Оно што сакам да го доловаме дека едукацијата до през само неколку години е практично виртуално невозможно. И затоа најголемиот дел од профитот и понатаму се држа во рацете на овие, да речам, тајкуни кои што ние ги гледаме на филмови, така.
верувам дека оние кои што се моја возраст, негде околу 30 до 40 години, знаат точно што зборувам. За нас беше поим да гледаме, не знам, филм во кој што некои си милиардери таму работат на берза како брокери, купуваат и продаваат, нели, да речам, акции и така натаму. Нешто што кај нас, значи, можеме само да го гледаме на филм. Може би сте можеле да инвестирате во Alkaloid, но верувате ми, не е исто да инвестирате во Alkaloid и во Apple, Amazon и останатите, да речем, конгломерати, така. Сега, кога ќе го поставиме сето тоа така, допред само, да речам, 10 години, зошто го велам ова? Значи, од 2016-17 официјално јас сум влезен во крипто сектор. Можам да ви кажам за сигурност дека во Македонија само една, можеби неколку, да речам, од оние кои што биле светски познати берзи биле достапни за некој да може да купи нешто, се разбираме. Дури и да биле достапни, многу од луѓето немале едукација да знаат што е тоа и зошто го купуваат. Без разлика дали станува збор за акции, за крипто или што и да е. Така, обврзници, што и да е. Проблемот е што од пред овие, да речам, 5-6 години наназад, како барем јас сум влезен, сега веќе имаме многу поинаква ситуација. И тоа е она што е жално кај македонскиот народ. Значи, допред 5-6 години се уште некој можеше да се извади со муабетот дека нема едукација на македонски јазик, нема каде да се инвестира, ако се инвестира бара премногу за физ, или не ви дозволуваат да направите профил, како што беше тоа случајот со Binance, Coinbase и така натаму. Значи, идејата е дека допред 5-6 години се уште важеше тоа. И се уште ако некој каже, ајде на некој начин би прогледал и би рекол, добро, во ред, стварно е така, значи човекот не е крив. Но од овој период наназад, да речем последниот bull market од 2020 година па наваму, веќе немаме оправдување, се разбираме. Она што било резервирано за Wall Street тајкуни, кои што своите деца ги учеле да бидат истото, Wall Street тајкуни, значи веќе не е така, се разбираме. Сега е глобално. Сега било кој може да инвестира, било кој може да седне да направи анализа, било кој може да научи како да направи анализа, да се едуцира сами од себе си. Сега веќе се наоѓаме во, на некој начин, почетен дел на златна ера во кој што овие финансии стануваат глобални. Оно што претходно било достапно само на една рака луѓе, сега веќе го имаме на достап на секој, како што би рекле они, обичен смртник, нели, оние со црвена крв кој што сме како ние и јас, така, оние небањадите. Сега жално е да не го искористиме овој почеток, кој што верувате ми се уште е почеток, значи иако може би има веќе неколку, да речам, солидна количина на луѓе кои што направиле солидни пари, тоа не го менува фактот дека се наоѓаме на апсолутен почеток. Значи допред само неколку години многу од луѓето во Македонија не можеа ни да направат акаунт на Binance, се разбираме, а не да купуваат и продаваат како што тоа го прават денеска криптовалути. Самата технологија за крипто, знаете и сами, е веќе се повеќе и повеќе глобална. Гледаме надпревар помеѓу банки, институции, берзи, кои повеќе и побрзо ќе влезе во оваа сфера. Значи се наоѓаме на апсолутниот почеток во оваа сфера, но една голема разлика. Истата ситуација била и со интернет, така? Значи развивањето на интернет и неговото пуштање во да речем масовна употреба негде околу 2020 до 2020, 2000 до 2002 година. Значи ги роди оние големи компании како Cisco, како AOL и така натаму, кои што беа големи провайдери, како на интернет, така и на, нели, хардвер за интернет. Во нив не можевме да инвестираме, затоа што беа надвор од нашиот досег. Така, дури и да сте биле богати, едноставно не сте можеле. Сте морале да отидете во, не знам, Вашингтон, Њу Йорк, Мајами, за да може да купите акции во овие компании, па дури и тогаш дали ќе сте можеле, затоа што не сте државјани на Мурика. Така. А сега, кога го имаме оваа втора шанса, да речем, каде што криптотехнологијата го следи трендот на интернет многу блиску и многу побрзо од неговото темпо, сега се наоѓаме во ситуација каде што можеме да инвестираме директно во технологијата, децентрализирано, без при тоа да се надеваме дека ќе се распадне компанијата или пак можеби таму каде што сме купиле во оваа ситуација некоја берза или да речем портал како El Toro и така натаму ќе пропадне, па како ќе си ги добиеме акциите назад. Сега можеме дел од оваа технологија да чуваме на наш cold wallet, на hardware wallet кој што стои во, да речем, било каде во нашата куќа. И сега покрај сето ова што моментално го кажав, многу од луѓето се уште наоѓаат било каков тип на изговори. Па не знам, немам време, кога ќе научам, како што кажав. Еден од изговорите беше нема на македонски. Еве сега има на македонски. Че јас се потрудив. Еве веќе трета година работиме на тоа. Гледате секој дневно имате барем по едно видео каде што едукација, геополитика, економија, финансии, крипто се е опфатено. Така. И сега нели е жално
кога ќе ги поставиме сите овие работи вака, каде се ногаме на така речено револуција во крипто сферата, оваа технологија која што го зема се повеќе и повеќе целиот свет, каде што државите почнуваат да ја користат истата оваа технологија за правење на своји CBDC, Central Bank Digital Currencies. Се ногаме буквално на работ пред ова да стане глобално адаптирана технологија. А ние понатаму ногаме изговори од типот па немам време, па не можам да купам, па може би следната година, ќе видиме за некој месец, ако падне следен пат. Значи, гледате колку е жално сето тоа. И затоа, значи, целата оваа работа која што ја гледате, секој ден, секоја недела која што работам на нашиот канал, е буквално посветена на тоа. Затоа што и да оставиме криптотехнологијата на страна, самото познавање на финансија и економија, кое што се обидувам да ви го предадам на некој начин, ќе ви дозволи ова да го правите не само во крипто, без разлика дали е тоа во ресурси, обврзници, акции, во било што може да го користите сето ова затоа што така функционира економскиот финансискиот систем. Кога ќе научите како функционира, кога ќе знаете што да следите, кога ќе знаете како да ги поврзувате овие, како што кажавме, зупчаници во оваа голема машина која што ние нарекуваме глобална економија, ќе можете да направите анализа за самите себе си, да знаете во што инвестирате, зошто и што очекувате од истото. Така да, кога учите на нашиот канал, не учите само за крипто. Учите за се. Учите за, како што кажавме, геополитика, финансии, учите како сето тоа да го поврзете во однос на сето оно што се случува на непредвидени ситуации, нели, Black Swan настане. И уште еднаш ќе напоменам, жално е во оваа ера, кога можеме сето ова да го направиме, да биде достапно на секој македонец и понатаму да ногаме изговори од типот дека немам време, немам пари, нормално ова не е финансиски совет, но размислете добро, затоа го направив ова видео за да ви предадам она што е целта на нашиот канал, на кратко, и да ви покажам како живееме во една сосема нова ера, која што доколку паметно ја искористиме, можеме да смериме многу за себе си, за нашето семејство, а потоа како заедница потенцијално и за нашата нација. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемичија.